Откако 3 дена луѓе вработени во повеќе институции не успеаа да го најдат возачот и евентуалните сопатници по излетувањето во реката Вардар, кај Желино денеска се прави обити преку други методи за наоѓање на исчезнатиот. Покрај тоа што луѓе нуркачи бараат во реката, а други покрај водата, денеска вклучени се и кучиња трагачи. Поради високиот водостој на Вардар, надлежните велат дека ќе се допира протокот на вода за да им се олесни потрагата. Ние побаравме од да се намали водата од водостопанство, но тоа не е наша надлежност. Тие рекоа дека меѓувреме ќе го намалат. Се верува дека речната вода го однела возачот, па сега освен во Тетовско, потрагата се проширува и кон Скопското подрачје кон текот на реката Вардар. Имаме 4 екипи во терен. Првата екипа ни е во левата страна на Вардар, втората на десната страна, третата на кај мостот Цивичино и четвртата ќе ангажираме денеска после 1 часот во Зелениково, зашто претпоставуваме таму може да го влече водата до таму врска со брзината. Имаме 16 нуркачи и 16 вработени од дирекцијата за заштита спасување во терен. Пожарникарите од Тетово се меѓу луѓето кои на нозе, движејќи се долж речното корито, го бараат исчезнатиот возач и евентуалните сопатници. Тука сме од 7 Сабајлево, го провериме целиот терен тука кај што го најдовме колата, па идеме надоле. Како што гледате и вие дека Вардар носи многу вода и е тешко за побарување. Почнуваме, пак се враќаме назад, пошто стварно има многу вода и треба се провери цел терен така полека. И да се врати назад. Се знае дека водата е многу јака и може телото е заглавено негде у длобина, па и треба многу време дур го најдеме телото. 22 годишниот Кумановец во вторникот излетал кога од Тетово се движел кон Скопје на мостот над Вардар кај Желино.